Здраво, пријатели, повторно сум јас, Петар Нулски, ова е нашиот канал, наш свет со Петар. Денес се вклучуваме повторно, денес е 10.5.2026 година, недела, и да ги одразиме денешните новости што се актуелни, што се случуваат во светот. Размислував помеѓу два настани, кои што може денес да ги обработиме. Првата е, имаме во Германија една година од владата на Фридрих Мерц, тоест од коалиционата влада помеѓу ЦДУ и СПД, или како претходно и нарекува Грос коалицион, ГРОКО. Другата тема е вчерашното синокешното интервју на Владимир Путин после војната парада. Путин имаше едно интервју од 45 минути прилика, каде што офана теми од сите конфликти моментално. Но се одлучив да денес го обработиме, да обработиме интервјуто на Путин, бидејќи има некои работи кои што медиумите не ги пренесоа, но председателот Путин ги кажа и да ги сепак да ги сите разбереме. Темата со ЦДУ, со власта на Мерц во Германија, тоест една година од Мерц во Германија, ќе обработиме евентуално утре или некој од наредните денови, бидејќи сепак има што се каже, што се виде. Со неколку зборови, неколку реченици, Мерц губи на популарност, не само Мерц, туку и неговата партија, која што е прв пат во историјата. Претходно на Хелмут Кол се има истите појави се наблюдуваат, но при Хелмут Кол ја губи од популарноста, но ЦДУ не губи од популарноста. Додека Мерц и владеачките партии губат од популарност, а на популарност добива така декларираната крајно десна партија Алтернатива за Германија или AfD, Alternative für Deutschland, кое што веќе клони во цела Германија околу 30%, а во источна Германија во некои држави околу 50% популарност или гласачко тело. Но да се вратиме на Путин денес, неговото интервју. Како што кажав, председателот Путин после парадата на победата вчера одржа прво средба и пресконференција, заедничка пресконференција со председателот од Словачка, со Фицо. Истата беше интересна од гледна точка на изјавата на Фицо, кој што потенцира дека во Европа повторно се гради една железна завеса, нели железен ѕид, како што претходно исто е било после за време на студената војна. Тоа беше кратка средба со Фицо и кратка изјава. Потоа Путин имаше пресконференција. На пресконференцијата, како што кажав, опфати теми од скоро цел свет. Најмногу се задржа на Украина, но и за изненадување не малку говореше и за Арменија, за политиката на Арменија, за која што демонстрира во последно време. Исто така се осврна и на конфликтот во Блискиот Исток помеѓу Персија, помеѓу Иран и Соединетите Американски држави и Израел. Но исто така зборуваше и за односите со Кина, како и за односите со Европската унија. Но да почнеме поред повеќе новинари, околу 2-3 новинари, на почетокот има прашање и забелешки околу можеби малку подигравателните и несериозни тонови во врска со денот на победата од украинска страна, која што прво не го прифакеше примирието, па потоа го прифакеше
Потоа предлагаше собствено примирие, се закануваше со напади и така натаму. Председател Путин на тоа одговори дека 9 мај, денот на победата, е платен со многу жртви и за нив е сериозен ден и тие го сваќаат многу сериозно. Малку подигравателно тој кажа дека за нив тоа не е свирење на клавир, на клавиатури, на клавишите. Не знаете, очигледно сакаше да потенцира сцената на Володимир Зеленски, кој што во неговата претходна улога, пред да стане председател, како глумец или како комедиен забавник, има една доста позната улога, каде што на еден клавир тој отсвирува една мелодија и така натаму, една доста малку провокативна и сцена. Потоа, тоа што не го пренесува медиумите, кажа дека за примирието и можното нарушување и можниот одговор, Руската Федерација се консултирала и со Индија и со Кина. Тоа е нешто кое што не беше пренесено и кое што тој го кажа, и дека добиле согласности од Кина и од Индија за можен одговорен удар или ответен удар, како тие го викаат. Потоа на таа тема кажа дека разговарале со Трамп и од Трамп добил контра, тоест друг предлог да премирието трае плюс 2 дена, тоест 2 дена повеќе, и во текот на премирието да направат и размена на војни пленници. Тоа што било прифатено од руска страна и според него тие доставиле и предлог до украинската страна да направат размена на пленници, на кој што и доставиле список од околу 500 имиња украинци кои што се во Русија во пленништво за пленети. Но од украинска страна се уште немаат одговор. Така, тој го потенцира пријателскиот разговор со неговиот американски колега Доналд Трамп и продолжи не малку да зборува една друга тема, на темата за Ерменија. Знаете, и вчера кога дискутиравме за војната парада, кажав дека на парадата претходеше една средба во Ерменија, каде што имаше повеќе представници, и кој што беше и Володимир Зеленски, каде што ерменската страна декларира еден завој, еден дискурс, како да кажеме, од Евроазијскиот сојуз, каде што е сега со Русија и со Евроазија, со евроазијските земји, во еден друг курс кон Европа, тоест кон Европската унија. На тоа Путин потенцира дека премиерот на Арменија Пашињан беше пред 2-3 седмици, беше во посета на Москва, има заедничка пресконференција со Путин, која што беше доста пренесувана од медиумите и беше малку контроверзна однесувањето на Пашињан, можеби малку и подигравателно кон Русија и кон председателот Путин, кој што во таа прилика му кажа дека Ерменија е многу демократска земја и дека тие не попречуваат нешто и дека таму народот одлучува и тој ќе прави така дека народот одлучува. На тоа Путин сега потенцира две работи кои што за мене се доста важни, но медиумите исто така не ги пренесува. Првата важна работа е што тој го потенцира за една голема придобивка, за една сегашната економија на Ерменија, знаете, е многу поврзана и со Русија и со цела Евроазија. Тој кажуваше некакви стоки, некакви размена стоки од 20 на 30 милиарди и така натаму. Истовремено кажа дека Ерменија има
рок до крајот на оваа година да размисле и да се изјасни дали ќе остане во Евроазијската унија или ќе оди кон Европа, кон Европската унија. Доколку оди кон Европската унија, тој потенцира дека соработката, тоест економската соработка понатаму би била малку и неизвестна. Тоа го основува на различни царински подакти, царински можности. Тој ги објаснува со примерот на фитосанитарните услови за увоз на продукти во Руската Федерација. И второто нешто важно, кое што тој тука го кажа во прашањето со Ерменија, кое што не беше пренесено е ситуацијата во Ерменија е спореди со ситуацијата во Украина. Тоест тој кажа дека истото нешто се случувало и во Украина по време на владењето на претседателот Јануковиќ, кога според него Европа сакајќи да ги избегне сите тие регулативи, сакала да склучи договори со Украина како би можела да извезува непречено на рускиот пазар, бидејќи Русија во тој момент има договори за слободна трговија со Украина, тоа за слободен тек на трговски продукти. Со други зборови, тој ја спореди Ерменија и можноста за Ерменија да тргне по патот на Украина, кој што знаеме во каја насока се одвиваше. Уште се одвива. Понатаму имаше, мислам дека беше ирански новинар кој што го праша за блискоисточната криза моментално, за кризата помеѓу Соединените американски држави и Иран. На ово Путин даде еден одговор кој што исто така не е пренесен во медиумите, а треба да се знае. Тој даде до знаење дека Русија доставила предлог и предлогот веќе бил прифатен од иранците, тоест да Русија го складира во Русија, го превземе заситениот ураниум кој што Иран го поседува. Тоест Иран поседува едно количество на заситен ураниум, кој што е некаде заситено околу 70% и кој што има можност да се дообработи и да се од него направи атомска бомба. Знаете дека тој е еден од главните преговори на американците и иранците во овој момент во врска со разрешувањето на кризата и подпишување на евентуален мировен договор. Тоа што не е пренесено е, тој кажа дека тие веќе дале предлог. Иранците го прифатиле, првоначално го прифатиле и американците, но после се премислили и не го прифатиле, го одбиле тој предлог. Што тоа кажува? Тоа значи дека Русија би можела да игра и важна улога во решавањето на иранската криза. Тоест, таа има џокер кој што може да помогне во разрешувањето на темата со заситениот ураниум. Прво. Друго, е интересно тоа што американската страна прво прифатила, а после го одбила тој предлог. Тоа може би значи дека американците се малку предомислиле. Според мене сигурно тоа веќе би го сметале ако го прифанат тоа да заситениот ураниум појде во Русија. Вие знаете дека Трамп и американските сега власти, една од главните адути за привршувањето, за примирието и за крајот на војната е тоа дека тие ќе го земат тој ураниум и со тоа ќе завршат ќе
завршат како еден вид победници, тоа е со земањето на ураниум и неможноста на Иран да продолжи да гради прави една атомска бомба. Тоа беше по Иран. Друго, по персиското прашање, по иранското прашање, исто така беше доста значаен, исто и не е пренесено од медиумите за масовна комуникација, е дека Путин даде до знаење дека во Иран немало никакви следи да се гради, да се прави атомска бомба. Тоест, според него, прво имало законски акт, фатва од врховниот лидер, знаете дека фатва, тоест фатва во Иран беше произнесена од претходниот шиитски водач, и кога една фатва ќе се произнесе, тоа е закон и кој што не може да се прекрши. Затоа според него имало фатва и украинците, иранците не граделе, не правеле бомба. Прво и второ, според него, знаете, од по инспекторските наводи од Меѓународната агенција за атомна индустрија, имале извршено неколку наводи, инспекции, и според Меѓународната инспекција за атомна енергија немало последици, немало следи дека Иран може дека Иран гради бомба, атомска бомба. Исто така тоа спомна и соработката, тесното сојузништво во цивилната атомска енергија. Знаете, Росатом ја гради атомската централа во Бушер во Иран. Тие се уште там, иако голем дел од персоналот го евакуираа во Русија. И покрај тоа продолжуваат, се уште имаат персонал таму и тој потенцира дека Росатом ќе продолжи да ја гради Бушер понатаму, тоест Русија останува сојузник на Иран во градењето на цивилната атомска индустрија, додека за воената Иран останува како само уверена држава и тој треба самиот да решава. Доста важни 2-3 работи исто за Иран, исто не се пренесени во масовите медиумите за масова комуникација. Потоа беше прашан за Кина. Тој за Кина, знаете дека наскоро тие спремаат средба, дека тој ќе отпатува во Кина и ќе имаат средба со кинескиот председател Кси Џинпинг. Тој кажа дека ќе има добра соработка со Кина, доколку се сеќавам, спомна дека имаат трговски обмен околу 300 милиарди долари. Не кажа кој во плюс, кој во минус, но очигледно, според мене, сигурно тоа е Кина во плюс, бидејќи Кина изнезува доста нови технологии, тоест автомобили, машини, тоест готови продукти кои што се не полупродукти, туку веќе готови продукти кои што имаат поголема цена, додека Русија кон Кина извезува, знаете, доста газ и нафтени продукти. Според него тие, значи, како што кажав, имаат доста одлична соработка со Кина и таа соработка во еден нареден мултиполарен свет, тие ќе ја задржат таа соработка и тој ќе продолжат така да ја градат. Знаете дека Русија и Кина се исто сојузници во други организации, заедно го основаа БРИКС. БРИКС потоа во ШОС, тоа е Шангајската организација за сигурност, ШОС. А наскоро знаете дека во Кина ќе допатува и американскиот председател Трамп на средба со кинескиот Кси Џинпинг, кој што сигурно ќе направат некои заеднички договори. На крајот доста изненадувачко и малку дури емотивно можеби беше и прашањето за соработката. Тоест, знаете, русите тие се чувствуваат како европејци и сакаат да имат соработка со Западна Европа. И беше прашањето дали е можно да се обнове диалогот и дали може да се обноват односите со Западна Европа.
на кое што Путин малку реагира дека, тоест прашањето беше и кој би можел, нели, кој би можел да посредува или да биде од европска страна чинител или актер во тие преговори. Тука тој кажа една малку интересна историја. Знаете дека на почетокот на војната 2022 имаше преговори во Истанбул каде што двете делегации, руската и украинската, се согласија на примење, и во тој момент тој кажува дека му се јавил Макрон и Макрон му рекол да ги повлечат војските од Киев и од Украина, бидејќи Украина не може да потпишува ништо со пиштол на чело, како што тој му кажал, на кое што Путин се согласил. Знаете, ги повлекува војските од тогаш од Киев. Киев беше тогаш опколен од руска војска, но тие тогаш со добра намера ги повлекува. Но и тој, како што кажува, се појавил еден од човекот од англиската влада или од забавниот живот, како тој му кажа, се појавил човек, тој бил премиер на Англија тогаш, кој што де факто им наредил на украинската страна да не потпишува тој договор, дека тој е лош за нив, така. Тоа е нешто кое што сите го знаевме, го гледавме, но не беше до сега кажано од него. И да не трае видеото премногу, за преговорите со Европа и западните земји, тој кажа дека се може, дека Русија е секогаш отворена. Од негова страна тој би можел да си го представи Герхард Шрёдер како представник од Европската унија со кој што би можеле да преговараат за заедничките односи. И кажа дека имало многу досега европски политичари кои што изразиле и искажале многу погрдни зборови из Руска Федерација и тој не би можел да си представи да разговараат со нив. Одговорот имаше и прашање за можна средба со председателот Зеленски, на кој што Путин кажа дека штом Зеленски инициира таква средба, би било редно да дојде во Москва на средба, што нели се сеќавате дека не е можно Володимир да би дошол во Москва, но тој остави тука отворена вратичка да би можеле да се сретнат во трета држава, но веќе со све договорени услови, само да би потпишале, тоест протокол да би потпишале мировен договор. И тука пак ги потенцира минските договори, каде што тој учествуваше и каде што тој секогаш нели потенцира дека тој бил многу, учествувал многу, но таму како што тој вика, ето него го обманули, го кинули или нели го излажали и така натаму. И така, значи за денес доста. Се видим пак утре, евентуално утре ќе видиме за темата за Фридрих Мерц и Германија или можеби за војната во Персискиот залив, во Ормускиот проток, како и економските последици. Не заборавајте дека каналот е заеднички, дека каналот е наш свет со Петар. Можете да се доплатите и да пријат заедно. Поздрав.